Олимпија Христова Заевска е асистент професор на Факултетот за бизнис во Копенхаген. Пред да замине во Данска, таа беше советник на премиерот Зоран Заев и најблисок соработник на министерката за финанси Ангеловска. Добре дојдовте во емисијата. Добро ве најдов. Постојано овој период транзитирате меѓу Скопје и Копенхаген. Успеав да ве доловам на кратко. Сите во Струмица сте заевски или сите сте по фудбалот? Христов, Пандев, Рингов? Така. Јас сум и Христова Заевска, значи две комбинирам. Интересно е често презиме, јас го добив од Заевска, го добив од мојот сопруг, меѓутоа уште поинтересно е што сопругот мој се вика Филип, па така сме Филип и Олимпија и по таа линија сме интересни со нашите имиња и презимиња и често пати се објаснуваме кои сме и што сме. Во Копенхаген предавате бизнис и економија. Македонска економија на дански начин. Како им го доловувате, се обидувате ли да им го доловите оној македонски транзицијски период низ кој поминавме ние? И дали се уште живееме или се уште го немаме пребродено оној период на големата транзиција? Она што нашата економија, она што ме прашавте за нашата економија, да, уште транзитираме. За жал, тоа се гледа пред се, јас го гледам преку темите кои доминираат во нашите дебати. Да, почнуваме да зборуваме се повеќе за иновации, за технологија, меѓутоа уште повеќе доминира темата колку сме социоекономски нееднакви, колку имаме еднаква шанса, еднаков пристап до она да почнеме свој бизнис. Господја Заевска, на едно истражување на кое се повикувате, меѓу другото ќе кажете, Балканот е на дното на стимулирање на инвестиции во иновации. Се повеќе домашни компании зборуваат за етапа на вложување на човечките ресурси, но се помалку имаме јасна концепција какви кадри ни требаат. Дали ние всушност создаваме кадри, говорам за Македонија, ги создаваме кадрите за надвор, а не знаеме да ги вреднуваме и да ги задржиме дома? За жал, таа е генералната перцепција и низ годините гледаме дека тоа се потврдува. Прво би ги поделила на неколку групи кадрите. Имаме една група на луѓе кои сваќаат дека се борат за повисок квалитет на образование и на огиат начин излегуваат од државата и одат и се дообразуваат. Таа група на луѓе, кога излегува од границите на државата, за да успее, мора да се води по едни принципи кои што потоа дома баш и не се толку вреднувани и прифатени. Тоа е критичко размислување, тоа е ставање под знак прашалник. Например, ако е во приватен сектор, ако некој се врати, како можеме ова да го напредиме, овде грешиме. Тоа критичко размислување што ве води напред кога сте надвор од Македонија, за жал во Македонија честопати представува пречка, затоа што уште го некако секоја критика или прашување го сметаме за злонамерно, а воопшто не е, бидејќи науката е таа што не учи да стануваме подобри. Од друга страна ги имате луѓето во приватен сектор. Македонија за среќа има многу добра индустријска база. Значи ние имаме технички школи, имаме и како наследство Југославија, значи имаме луѓе кои прилично лесно, иако немаат толку квалитетно образование, лесно се дообучуваат и сега зборувам особено за оние кои работат во странските компании. Многу брзо тие постигнуваат квалитет, бидејќи се желни да учат, и многу брзо стануваат повторно компетитивни надвор од државата. Сега овде е умешноста на тие компании да ги задржат на тие странски инвестиции, бидејќи без тие луѓе кои тие ќе ги обучат, понатаму нели не можат да бидат толку квалитетни колку што посакуваат. И на крај доаѓам до еден аспект кој особено недостасува кај нас. Моите студенти, 20 годишни, 21 година, сите имаат студентска работа, значи сите работат и тоа не работат не носат буреки, не копираат она стандардното кај нас, меѓутоа тие работат во научни лаборатории, работат во Ново Нордиск, во Лего, во Маерск, во светските брендови на Данска и тие уште од тогаш, значи ние буквално во денот имаме од сабајле предавања, понатаму тие неколку часа ги поминуваат таму. Тие се веќе спремни кадри, обучени кадри понатаму за компаниите и тоа е една ситуација на вистина постигнување на успех
И мислам дека тука мораме да работиме. Многу пати се поставуваме кон овие прашања како да треба да измислуваме топла вода. Образованието е прилично јасно како треба да се реформира. Прашањето е дали сакаме ресурсите да ги насочиме во тоа. Како ви изгледа денеска економската состојба во пресрет на носењето на буџетот за 2022? Многу често дел од економистите ќе предупредат државата премногу се задолжува, дали можеме, колку можеме долго да го сервисираме овој долг. Други ќе кажат да, точно се задолжуваме бидејќи е време на пандемија. Секогаш дебатата оди во една прилично јасна насока, а тоа е дали се задолжуваме за продуктивни трошења. Економистите во светот не се плашат толку околу ова задолжување и дури велат задолжувањето е самото по себе инвестиција. Ние во државата многу пати самите се губиме во нашите стратегии и акциски планови и тоа ми се чини не хендикепира повеќе од колку што ни помага. Има доволно параметри да се мобилизира приватниот капитал, има доволно критичност во тој план да се зборува дека институциите, перформансот на институциите мора сериозно да се земе. Па така, она што мене особено ми се допаѓа, тоа сум била дел и од работата и во Министерството, навистина да се поставиме кон институциите како едни проектни единици кои ќе фатат еден проект, кои ќе имаат добар менаџер и кои ќе го сработат. Нашиот главен промен е имплементацијата и од тука јас не се грижам толку за како ќе ги враќаме тие пари, повеќе се грижам дали понатаму ќе го имаме тој проблем, се задолжуваме и на крај не ги имплементираме проектите, плаќаме камати затоа што не повлекуваме на времено средства, не повлекуваме средства затоа што не имплементираме на време, значи немаме капацитет да ги имплементираме проектите. Кога ќе исплива малце повеќе моментот дека имаме систем и институции, а не толку неформалните институции да доминираат во државата, мислам дека ќе имаме прогрес и затоа економската ситуација не ме плаши, мислам дека имаме актери доволно и надвор од владата, премногу зборам за владата, меѓутоа сметам дека и приватниот сектор полека созрева. Меѓутоа созрева, имаме паметни луѓе, имаме внатре луѓе кои имав прилика да ги сретнам и надвор од институциите, меѓутоа и внатре во самите институции. Имаме перцепција понекогаш дека администрацијата е некадарна, неспремна. Можам да ви гарантирам дека има навистина многу вредни луѓе и паметни и тој институционален капацитет мораме да го пренесеме на новите генерации и мораме да изградиме силни институции. Господја Заевска, Заев заминува. Неговите ќе речат државата ја извади на прав пат, политичките опоненти ќе речат одиме во погрешна насока за која допрва ќе го платиме цехот. Таа влада која што ја предводеше премиерот, меѓународно не позиционираше на едно друго ниво. Колку и нас сега тоа да не ни изгледа дека веднаш ги плодовите ги имаме одма и овде, јас сум сигурна дека кога зборуваме сега со некакви представници на други влади надвор од државата, нивото е друго. Не гледаат како некои кои зреат веќе и сакаат да решаваат проблеми. И само така ќе можеме да одиме напред, меѓутоа за ова треба и истрајност. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Ви благодарам и на вас. Почитувани гледачи, тоа беше Олимпија Христова Заевска, асистент професор на Факултетот за бизнис во Копенхаген. Толку.